Здраво, јас сум Теја Кокондоска, ученичка сум во Средното општинско училиште Ѓорче Петров во Прилеп. По повод денот на македонскиот јазик, денес решив да ви читам една сказна од Биби, тоа е Скриената долина. А зашто токму оваа сказна? Поради незината авторка Билјана Црвенковска, која е плоден писател, особено во детската литература, одличен сценарист и преведувач. Во нејзина чест денес решив да ви читам една сказна. Скриената долина. Еден убав сончев ден, Биби и Боби си играа криенка во шумата. Боби мижеше, па Биби се криеше, а потоа Биби мижеше, а Боби се криеше. 27, 28, 29, 30. Скриен, не скриен, барам. Заврши со броењето Биби, ги отвори очите и почна да го бара Боби. А Зази трчаше по неа и ја помагаше во барањето. Биби дзиркаше зад дрвијата, бараше во грмушките, но Боби го немаше. Каде ли се скрил? Се прашуваше Биби. Ке го најдам, секогаш го наоѓам. Во тој миг Зази догледа нешто чудно, се стрча некаде и исчезна во густрежот. Биби се зачуди. Зази, па каде отиде? Да не го најде Боби? Чекај ме, викна Биби и се стрча по него. А кога помина меѓу дрвијата, Биби се најде на една чистинка низ која течеше студен планински поток. А таму беше Боби, качен на грбот на едно пресладко снежно-бело коњче. Коњчето изгледаше малку тажно. Ди, викаше Боби. Па Боби, што правиш? Прекорно праша Биби. Си најдов коњче, види. Ама како си најде коњче? Биби не можеше да поверува. Па тоа сигурно е нечие коњче, не можеш туку така да му се качеш на грбот. Слези! Боби неволно рипна долу, а коњчето тажно погледна во Биби и прозборува. Јас не сум ничие, јас си сум свое. И не сум коњче. Биби и Боби многу се зачудија. Не си коњче, а што си? Јас сум еднорог. Ама немам рог. Роден сум така, без рог. И сите мислат дека сум обичен коњ. Немам никаква моќ, затоа што немам рог. И не сум волшебен. Еднорог без еден рог, се натажи Биби. Колку ми е жал. А како се викаш? Се викам Алфеј, одговори малиот еднорог. Не сум слушнала за еднорози без рогови, рече Биби. Никој не слушнал, каже Алфеј. И така, Алфеј им раскажа на Биби и на Боби дека многу се срамел од другите еднорози затоа што бил различен од нив, па решил да си замине од својот дом и да си ја бара среќата во белиот свет. И така избегав од мајка ми, од татко ми, од браќата, од сестрите и стигнав до тука. Ама не можев да продолжам понатаму, раскажуваше Алфеј. Зошто? Што се случи, праша Биби и го погали Алфеј. Нешто многу почна да ме боли, да ме чеша на грбот. Само што излегов од скриената долина, како да се разболев. Викаше Алфеј. Скриената долина? Што е тоа? Праша Боби. Тоа е мојот дом. Една прекрасна волшебна долина, што ја знаат само еднорозите. Леле колку интересно звучи тоа, скриената долина. Биби и Боби гореа од желба да отидат таму и да ги запознаат еднорозите. Но Биби беше многу загрижена за Алфеј. Таа се сомневаше дека него не му е добро, токму затоа што е напуштил долината. Затоа му предложи да го придружуваат назад дома. Алфеј, јас сум сигурна дека ќе ти биде подобро штом ќе се вратиш дома. Но дали е во ред што доаѓаме со тебе во скриената долина, праша Биби, додека сите заедно чекореа низ шумата. Многу сакам да ја видам скриената долина, весело викаше Боби. Ви благодарам што доаѓате со мене, рече Алфеј. Секако дека тоа е во ред, сите ќе се израдуваат кога ќе ве видат. Навистина? Праша Боби. Секако, еднорозите многу сакаат деца. Одговори Алфеј и повторно офна. Па што ти е? Праша загрижено Биби. Не знаете колку ми е лошо. Се чувствувам, многу ме чеша грбот. Биби и Боби загрижено се погледнаа. Леле, ќе мора да побрзаме, рече Биби. Ајде Боби, ајде Алфеј. Боби и Биби многу мошне загрижено се чувствуваа за Алфеј. Тој навистина не се чувствуваше добро. За среќа, скриената долина не беше далеку и набрку тие ја догледаа како се надзира меѓу високите ридови. Леле колку беше чудесна, се во неа изгледаше толку волшебно.
Ова е скриената долина, мојот дом, им кажа Алфеј. Јеј, колку е прекрасна, никогаш не сум видела олку волшебно место. Ај, а колку се убави еднорозите. Мислев дека само девојчињата сакаат еднорози, но морам да признам дека се навистина убави, рече Боби. Оф, само јас не сум убав. Колку сум обичен и со мана. Немам рок, за ништо не ме бидува. Оф, се жалеше Алфеј. Тогаш околу нив дотрчаа другите еднорози и почнаа во ист глас да зборуваат со нивните звонливи гласови. Алфеј, каде беше? Ох, Алфеј, колку се грижевме за тебе. Алфеј. Па, јас не припаѓам овде со вас. Јас не сум волшебен. Јас не сум прекрасен. Сите мислат дека сум обично коинче. Оф, рече натажено Алфеј. О, Алфеј, па ти си прекрасен, ти си волшебен, звонливо велеа еднорозите. Биби и Боби почнаа да го тешат Алфеј. Не знаеа како да му објаснат дека тој навистина е прекрасен. Па што ако нема рок? И го тешеа и другите еднорози, и неговите родители, и братчињата, и сестричките. Тие беа пресреќни што повторно го гледаат, но на Алфеј му стануваше се полошо и полошо. Оф, колку ме чеша грбот, што ми се случува, што е тоа? Почна да вика Алфеј. И навистина, нешто многу чудно се случуваше. Алфеј скокаше и се препелкаше и се тресеше, и одеднаш блесна силна светлина и ги заслепи сите. И тогаш, ау, викнаа сите зачудени. Во тој миг од снопот светлина излезе Алфеј. Но тој веќе не беше еднорог без рог, туку беше нешто сосема друго. Тој имаше прекрасни снежно-бели крилја. Алфеј чудоневидено ги погледна сите и почна да мафта со нив. Што се случува? Ама што е ова? Не можеше да им поверува на своите очи. Биби и Боби почнаа да скокаа од радост, а Зази заедно со нив. Јеј, Алфеј, па ти имаш крилја, прекрасни бели крилја, викна Биби. Ти си најпосебниот еднорог што постои, нема никој како тебе на целиот свет. Алфеј полета кон небото, па на брзина слета назад на земјата. Потоа повторно полета и повторно слета. Направи круг во воздухот и малечка пируета. Се развесели, а и другите заедно со него. Алфеј, еднорогот со крилја, пее еднорозите во ист глас. И така еднорогот без рог Алфеј доби прекрасни бели крилја, какви што немаше ниту еден еднорог во скриената долина. На радоста и немаше крај. И бидејќи сонцето заоѓаше, Алфеј тргна со Биби и со Боби до излезот на скриената долина за да ги испрати по патот на кај дома. Биби, Боби, навистина сум посебен? Ги прашуваше тивко Алфеј. Да, Алфеј, му одговори Биби. Може би немаш рог, што има волшебна моќ, но имаш крилја и можеш да леташ. Сакате да ми кажете дека немам мани? Па види, сите имаме мани, но сите имаме и силни страни, му одговори Боби. Сите во нешто сме посебни, додаде Биби. Еве, на пример, Биби е добар во природни науки и пишување приказни, но јас сум посебен во математика и компјутери. Јас сум подобар програмер, а и фудбалер, се смееше Боби. Фудбалер, се кикотеше Биби. Полека, пријателите пристигнаа до крајот на скриената долина, на работ на волшебната шума. Одавде веќе го знаете патот. Јас ќе се вратам назад во скриената долина. А вие, дојдете повторно да ја посетите, може? Рече Алфеј. Ке дојдеме и ке ми дадеш да те јавам кога ќе летаме заедно. Викна Боби, а Биби прекорно го погледна. Пст, Боби, што се договоривме? Подналутено рече Биби. Дека нема да побарам Алфеј да ме даде да го јавам, беше разочаран Боби. Боби многу сака да летаме заедно, но се уште се плашам да летам високо, а камоли да носам некого. Па само што добив крилја, рече Алфеј. Алфеј, не грижи се, искористи ја твојата моќ. Полетај високо горе, го охрабуваше Биби. Сега? Праша несигурно Алфеј. Да, сега, во ист глас одговорија Биби и Боби. И навистина, на радост на сите, Алфеј полета високо и немаше страв. Летам, се радуваше Алфеј, а Биби и Боби се радуваа заедно со него. Ете тоа беше приказната за Алфеј, кој од тој ден стана најбрз од сите еднорози и можеше лесно да пренесува пораки од скриената долина до другите места во волшебната шума. А Биби и Боби има уште многу средби со него и возбудливи доживувања, за кои ќе раскажеме во некоја друга сказна. Довидување, другарчиња!